Мисијата ќе го наблюдува не само гласањето на денот на референдумот, туку ќе го следи и референдумскиот процес пред, во тек и по денот на референдумот во согласност со својот мандат. Би сакал да ја изразам благодарноста до Министерството за надворешни работи и Државната изборна комисија за одличната соработка што со нив ја имавме во минатото. И веќе утрово се состанавме со горе споменатите органи и се радуваме на можноста да продолжиме со нашата соработка и во предстојните седмици. Ова е 17-та наблюдувачка мисија на ОДХР во оваа земја, почнувајќи од 1998 година. Важно е да се разбере дека нашата улога е да го наблюдуваме референдумскиот процес и да известуваме, а не да се вмешуваме во процесот. Ке го наблюдуваме референдумот и ке го оцениме според обврските што ги има преземено земјата согласно Копенхашкиот документ и другите меѓународни стандарди и обврски. Нас не интересираат резултатите на референдумот, туку интегритетот на процесот. Клучниот тим е со седиште во Скопје и се состои од 13 експерти од 10 земји членки на ОПСЕ. Меѓу нив се бројни аналитичари за правни, административни, политички и медиумски прашања и експерти за некои други повеќе технички области. Наредниот понеделник ќе ни се приклучат и 20 долгорочни наблюдувачи кои што по брифингот со клучниот тим ќе бидат распоредени во 10 града широм земјата во мултинационални тимови составени од по двајца. Неколку дена пред денот на референдумот ќе ни се приклучи и голем број на косорочни наблюдувачи кои што ќе бидат распоредени широм земјата за да ги следат активностите на избирачките места, вклучувајќи го и гласањето и процесот на пребројување. Исто така ќе ни се придружи и мала делегација од Европскиот парламент непосредно пред денот на референдумот. Во согласност со наодите на мисијата за проценка на потребите, нашата мисија ќе посвети особено внимание на законската рамка и нејзиното спроведување во праксата, водењето на кампањите, нивното финансирање, медиумското покривање, администрирањето на референдумот, вклучувајќи ги и постапките на гласање и пребројување, како и спроведувањето на претходните препораки дадени во врска со законската рамка и со изборниот процес. Мисијата ќе издаде еден преоден извештај пред референдумот и ќе одржиме пресконференција на денот по референдумот и на неа ќе дадеме изјава со прелиминарните наоди и заклучоци. Исто така ќе има и трет и конечен извештај објавен 6 до 8 седмици по завршувањето на референдумот, кој што ќе содржи препораки кои што надлежните власти ќе треба да ги разгледаат. Овие препораки ќе укажат на начини на кои што ОДХР би сакал да соработува со властите и да даде помош за постапките да се усогласат уште повеќе со врските преземени со членството во ОПСЕ, доколку такви усогласувања се потребни. Ова значи дека во согласност со нашиот мандат, ние ќе наблюдуваме, оценуваме и потоа ќе дадеме извештај, но нема да се мешаме во процесот, што се разбира значи дека нема да даваме тековни коментари за случувањата. Природниот извештај ќе биде презентиран пред референдумот, ќе биде повеќе од фактографска природа. Тука пристигнавме без некои однапред зададени идеи или фиксна агенда, тука сме да наблюдуваме согласно со веќе утврдената методологија за наблюдување на ОДХР, која што е разработена во тек на многу години преку искуството акумулирано на теренот и со консултации со високите представници на владите на земјите членки на ОПСЕ.